Заменик главниот обвинител Иван Гешев изјави дека Николај Малинов, председател на Националното движење Русофили, бил обвинет за тоа што се ставил во служба на странски организации за да работи како шпион. Доколку биде прогласен за виновен, тој би можел да добие казна од 15 години затвор. Малинов е пуштен од притвор, но му е забрането да напушти земјата. Гешев наведе дека обвинителите пронашле документ подготвен од Малинов, а во кој се наведуваат потребните чекори за целосно да се смени геополитичката ориентација на Бугарија, односно оддалечување од Западот и приближување кон Русија. Малинов постојано повторува дека е против Бугарија во НАТО. Категорично сме против исползването на български военни бази од САЩ. Бугарскиот председател Румен Радев изјави дека обвинувањата против Малинов се многу сериозни, но додаде дека се неопходни неспорни докази дека тој тоа и го направил. Обвинувањата против Малинов уследија под дипломатската караница меѓу Софија и Москва, потикната од изложбата што руската амбасада во Софија ја отвори во минатата недела за да ја одбележи, како што се наведува, 75 годишнината од ослободувањето на Источна Европа од нацизмот. На отворањето рускиот амбасадор во Софија Анатолий Макаров изјави: Беглого взгляда на фотографии ликующего на улицах Софии народа достаточно, чтобы признать, приход Красной Армии был долгожданным, спасительным. Во невообичајното остро соопштение на Бугарското министерство за надворешни работи и се порачува на руската амбасада да не го поддржува спорното историско тврдење дека Бугарија ја ослободиле советските сили во 1944 година. Бајонетите на советската војска им донесоа на народите на Централна и Источна Европа половина век на репресија, задушување на граѓанската свест, деформиран економски развој и одвојување од развиените европски земји, напиша во нотата Бугарското министерство за надворешни работи.